Снимате двата? Снимаат Јове ни даде 2 палци нагоре, тоа значи дека можеме да ја почнеме оваа епизода. Тој отиде да обави телефонски повик, а ние дојдовме да ве забавуваме. Добре дојдовте. Не сме во Рустикана, погаѓате, уште еднаш различна околина, ама за нас добро познато студио, истата екипа што толку многу ја сакате и спремни сме да ви понудиме уште едно 30 минутно фудбалско, па и на некои други теми задоволство. Сега, момци, како сте? Океј. Добара, ве погоди ова расположението малку према надолу ми идете 2 епизоди или не е према надолу, туку само се стабилизира? Се враќа во норма. Треба да субскрайбнат повеќе и повеќе интеракција да има со нашите гледачи, затоа иде моралот погоре. Ау, да. Владко ве подсети и јас уште еднаш ќе го направам тоа. Долу, надолу, тука под видеото имате едно копче кое што се нарекува subscribe, кликнете го. Црвено е во моментот, ако не сте сабскрајбнати, ќе побели доколку го кликнете и се сабскрајбнете. Многу ни е важно, многу сме блиску до 300 претплатници на каналот. Направете го тоа и ќе видиме нешто специјално ќе подготвиме за 300 претплатници. Како беше? Да, има стриптиз. Не ја сабскрајбери. Така кажа. Фустанот. Ого, до 1000. Па да, не ја. Значи кој сака да види, знаете што е. 10 акаунта би направил да го гледа. Абе јас веќе направив 10, као сме стигнати до толку претплатници. Што се шалиме? Не знам дека не може повеќе 10. Јас сум да. Ого, колку мејлови чекаат да бидат направени YouTube канали. Остете тие. Туку, дали може да почнеме полека со оваа епизода? Мислам дека многу интересни работи се случува на интернетот изминатата недела. Да. Сакам да ве потпрашам за некои од нив. Одиме и се враќаме. Тале, ајде, кажи ни што се твита. Што имавме? Таман се подало по телефонот. Да, како што веќе знаеме, нели, заврши Афричкиот куп на нации. Победникот заслужено си го однесе трофеот. И еве сега, значи има еден твит каде што се објавени, нели, добитниците на победните награди. Да. Златната копачка оди кај Винсент Абубакар. Играчот на преварот е Мане, голман на турнирот е Менди, Едуард Менди. Дека не беше играч на првот Мане, беше голманот на Египет. Играч на првенството. Играч на првенството беше да. Мане и Менди беше прогласен за голман на турнирот. Што мислам незаслужено, ама Многу кратко откако ја доби наградата, даде изјава дека вели веднаш по финалето отидов кај Габаски и му кажав дека мене тој најмногу ми импресионираше, вика, по моје мислење вика тој е голманот на турнирот и мислам дека е, бидејќи од како почна од вториот надпревар да брани, не беше првотимец на првата. И понатаму човекот мислам дека беше некој добри 30-40% од екипата на Египет, поради тоа што беше баш одлучен во клучните моменти. Си изнафати и во пенали. финале, да, и во финалето на Мане, нели, пенали. Да, му фати пенали на Мане. Да. Добро, сега одиме на следниот твит. Тоа е дека во 2019 Мане вели дека би го заменил трофеот во Лига на шампиони за трофеј во Африканскиот куп на нации со Сенегал. И еве сега Му си исполни желбата, да. Имаше многу добра изјава. Со кој се сменил само. Лоша шеве. Имаше многу добра изјава, вели зошто би сакал Ферарија, зошто би сакал 20 диамантски часовници или 2 авиони. Изградив училишта, изградив стадион, обезбедуваме облека, обувки, храна за оние кои што имаат помалку и живеат во екстремна сиромаштија. И сето тоа бидејќи сакам да почувствувам дел од среќата која што на мене животот ми ја подарил. Мислам дека целосно ги заслужува сите награди што ги добива заради тоа каков човек е надвор од теренот. Знаеме дека на теренот знае чатпат некој лакт, некој коленце да здене таму кај што не треба. Ова ме натера да размислувам на нешто. Двајца огромни оноа титани афрички се сретнаа во финалето, Салах против Мане. Ме интересира каде ги рангирате односно помеѓу најголемите африкански играчи на сите времиња. Влегуваат ли во топ 5-ка, топ 10-ка? Па уште не им се завршени кариерите, топ 5-ка двајцата, не знам дали топ 5 двајцата, топ 10 дефинитивно. Според мене, најпоценет африкански играч е Јаја Туре и не може никој да ме разубеди во тоа. Меѓутоа, Салах во последниве неколку сезони стварно мора да се спомнат и Дрогба и Ето тука. Меѓутоа Салах е
Значи двајцата ни влегуваат во топ 10. Јас Топ мислам 10 дека да, без сомнение, да. топ 10 да, топ Топ 5 10 да. за Салах може да се каже. Да, прави За аргумент Сане, повека. За Мане. Мане. Да, за Мане. Сане сега кога И он африканец. Ќе му дајаме таму. Државјанство. Се продае за. Леле, многу фудбалски случувања неделава. Продолжуваме на следниот твит. Да. тоа Омилената е- слика од викендов. Стварно, ја бев онака премногу, мислам, не ми направи кеф кога го видов самиот момент, онака како екипата од Кидермајстер, односно тренерската екипа, заедно со Моис, се пијат пивце во канцеларијата позади, онака едно сопче, имаат као, не се многу богати, нели? И си делкаат пивце, си прават муват нешто, многу во атмосфера, као, тоа е фудбал, као после надпревар кој играш екипче на мало, завршуваш, ајде сега ќе пиеме по едно пивце, си помовете што се случува. Мене Кидерминстер ми е една од поомилените екипи во Англија од дамна, уште од фудбал менеджер 2003-2004 и со тек на време дознав дека е најомразената помеѓу нисколигашите. Ги пофалија многу раководството на Вест Хем ги пофали многу раководството на Кидерминстер, вели ова е фудбалот како што треба да биде уживан. Професионалноста вика не бира во која лига игра клубот, вика ова е максимална професионалност, вика и демек многу сме горди што присуствуваме тука. Антонио ако има екстра време нека ја зумира втората слика каде што се гледа бирото на асистентот и е минимално толкацко биро има асистентот напикан во ќошок од собата. Предобра е сликата. Предобра е сликата. Вилермо од Джими Кимел. Да, буквално така, седни тука. Следниот твит, односно тоа е објавата за ЕФА купот. Двојките, да, ги имаме. Се Мислев објавија минимална двојките. плата ќе каже. Мислев за минимална плата ќе каже. Ништо, не зијаме тоа Уште уште. Пола се незапослени тука. Да. Каде? Буквално пола се незапослени као. Да, има интересни дуели. Мене посебно ќе ми биде интересен Кристал Палас со Стоук Сити. Онака, прв е ставен таму, прв е на листата, ќе биде доста занимлив поради тоа што Стоук се цврста екипа знаат да играат добро одбрана, а Кристал Палас играат некој интересен фудбал со Виера сега. И мислам дека ќе има ќе има квалитетна такмица за гледање. Во која што секако ќе има многу дуели жолти картони, така. Па, тоа очекуваме, да. Мидлсбро, ноќната мора на Манчестер Юнайтед им се падна на Тотенхем, пак прво лигаш. Тука имате некоја предвидување дали Мидлсбро ќе успее и Конте да го шутне од ефа. Не, ја мислам дека Конте ќе се фокусира на купа во другите Да. надпревари, нему се некој предизвик. Освен топ 4 што брка, нели другото. Да, Конференцијска веројатно. лига му е онака. Одиме на следниот твит, а тоа е објавата од нашиот драг админ, кој што ги повика нашите следачи на социјалните мрежи да ги споделат фотографиите и видеата од најомилените фудбалски доживувања за време на утакмиците кога биле во живо да ги гледаат. Имаше доста добар одзив. Многу луѓе покажаа слики, видеа, како си поминале, впечатоци. Беше многу интересно да се гледа целата таа содржина што беше пласирана. Мене ми разбуди сеќавање од минатите утакмици кога сум имал прилика да ги гледам, што сум имал прилика. Мене ме изненади колку луѓе следат фудбал во живо, не само на телевизија и морам да кажам дека сум малку разочаран од изборот на слики на нашиот админ зашто описот што го кажа дека издоминирале најувачите на Дортмунд, заедно гледавме над преварот Вердер Дортмунд и малку срце ме поводи, ама реално беа многу подобри поспремни беа најувачите на Дортмунд. Попопуларни Затоа се. изгубија титула тогаш. Ако така им треба тоа. Ние прва лига изгубивме па ништо. Она што ми е мене многу интересно околу ова видео е дека тоа ни даде тема за оваа недела. Муабетот на неделата го посветуваме на нашите стадионски искуства, нашите искуства од гледање фудбал, така што останете за да дознаете што точно се зборува. Пиете така. Дали сте уште будни? Минатата епизода, ова време веќе бевте заспани. Многу интересен муабет им правевме изгледа па. Па така се чини, да. Се надевам дека ќе ја успиеме со уште една епизода за пријатен викендашки сон. Кратен корнер, лек против несоница. Вајрал ќе отидеме? Погледнете каков неоткриен талент има во Скопје. Ќе преживееме епизода, мислам. Како ти идео? Се разбудивте ли наспани? Зашто? Да.
Ајде сега да бидеме малку сериозни и да ве распрашам на една тема што мене ми стана интересна, а која што ја најавив претходно. Може, пукај. Видовме колку од нашите следачи сакаат да гледаат фудбал на стадион, дури нели и ти беше изненаден од тоа колку во број сакаат и посетуваат надпревари на стадион, ама реално познавам и еден куп луѓе кои што преферираат да гледаат фудбал на телевизија во однос на фудбал на стадион. Муабетот на неделата за оваа недела предлагам да ни биде фудбал на ТВ против фудбал на стадион. Вашето мислење, молам. Ајде да почнеме од почетокот, буквално, и да ми кажете која е за вас барем разликата помеѓу фудбал на ТВ и фудбал на стадион. Која е разликата? Да. Па главната разлика мислам дека е во амбиентот, кога си на стадион можеш да доловиш атмосферата каква е, да видиш реакциите на навивачите, нели фактички ти си дел од навивачите. Освен ако не се најдеш во погрешен дрес, на погрешната страна. Па да, не идам на гостување, имам забран, не, шалам. Да, се согласувам, меѓутоа и тоа е дел од убавината, искрено. Да, идете с буфтаат нека треба. Реално, да. Се степав со 5 души, таа е најјакиот тоа, нели? Се степав со 5 души, кога не се степате од тепа, ама јако е закажувам. Трошиш многу повеќе време да отидеш на стадион без разлика дали е Скопје, дали е пак за гледачите или од друг град кој игра барем репрезентација е многу потешко, бидејќи им треба, не знам, од Велес да си, пак ти треба сад време во Правец, исто како од Радишани, до стадион. Ти треба сад време во Правец, губиш паркинг, карта плаќаш, се тоа додека можеш, нели, во поудобна атмосфера дома со луѓе што ги сакаш, нели. Јас сум секогаш за стадион, меѓутоа многу е позахтевно, како повеќе пари и време кошта, а нели самото тоа што луѓето не сакаат да си дозволат да гледаат фудбал, што не е толку популарен, конкретно во Македонија, нема ни некој одзив на гледачи. Бираат да гледаат на телевизија затоа што е далеку популарно и поквалитетно. Можеш да гледаш што сакаш на телевизија, дека во живо тоа што сакаш да гледаш е многу тешко. Например, ако сакам да гледам Реал Мадрид со некој, ќе отидеш во Мадрид и ќе треба да одвоиш 3 или 4 месечна плата просечна македонска за да поминеш убаво. Само 1000 евра. И неколку дена. Во живо чувствуваш, на телевизија гледаш. Тоа е разликата. Таму кога си го чувствуваш фудбалот, ја чувствуваш утакмицата, на телевизија ја гледаш утакмицата, имаш подобра перспектива во однос на тоа што се случува и така натаму. Што е подобро според тебе, да гледаш на телевизија или да гледаш во живо? Преферирам да гледам во живо кога можам, ама не е така едноставно, нормално, логистички нели. Кај нас не е толку атрактивен фудбалот, освен Македонија кога игра. Барселона ги имам гледано само еднаш. Запознаваш адхок луѓе, никош повеќе нема да ги видиш, ама е интересно и е доживување. На телевизија, ја на пример кога гледав Ел Класико кога го гледав во живо, ама после тоа го гледав и на телевизија, поради тоа што во живо ја ги видов головите, почувствував се, ама не можеш да го видиш фудбалот од таков, не можеш да го следиш фудбалот толку колку што поради тоа што самата атмосфера те понесува и тоа е така. Искрено ја да не сум бил во позиција да работам таква работа, имам во последните години 2 години имам изгледано преку 20 надпревари во македонска прва и втора лига, од кои на 3 или на 4 сум бил, што не било професионален ангажман. Онак Вардар да го гледам кога беше во прва лига со некој, иначе не би одел да го гледам, пре би избрал да сум го гледал Вердер 3 или 4 пати, нели? Има разлики меѓутоа и зависни се едно од друго. Гледам и ковидот ни даде, за жал ни даде можност да гледаме фудбал на телевизија без навивачи. Не е тоа, нели? Треба навивачи на стадион да ти направат атмосфера за да гледаш и од дома. Морам да кажам дека кај нас луѓето уште се немаат навикнато на тој начин на живот да одат на стадион. Мислам дека треба биде, ако фудбал веќе не е квалитетен, треба да пробаат со нешто друго. Кире, што живееше во Талин, он кажа имаше добри планови за некои македонски екипи тука фудбал. Наш верен гледа, го знаеш, мислам го знаете. И кажуваше баш во Талина Калев со многу добра пропаганда и такви го направија повеќе од фудбал. Фудбалот е на ужасно ниво, испаднати од прва лига, меѓутоа правеа многу добри интересни ствари, анимации за да ти биде како баш како фамилија, да го донесеш детето на терен, ти даваат некакви награди или не знам играчки за децата. Тоа го прават и во сите спортови, нели, во NBA за нешто за да го задржи гледачот да биде на така. Кире ти? Сметам дека постојат само за мене барем
субјективно постојат две големи предности на фудбалот на телевизија во однос на фудбалот на стадион. Повторена снимка и тоа дека ти сам си бираш што имаш во фрижидер. Моментот со забава преку јадење и пиење на стадион станува прескап во моментот кога ќе влезеш на самиот стадион и кога реално едно пиво, да, ако не ги гледаш саса. Истото и со кино, па пак одат луѓе во кино. Не мора. Ви, точно, меѓутоа нешто, како да кажам, веројатно е друг тип на забава. Киното е нешто што нели се оди околу хајпот на премиера, па знаеш ти ќе бидеш меѓу првите што го гледале филмот, па кино искуство, па сето тоа. Со фудбалот веројатно не е така. И сега да, најголемата предност во однос на присуствувањето на стадион е присуството фактичко на повторена снимка, која што можеш да си ја, па не знам, ако си на некоја платформа за телевизија, можеш да си ја вратиш назад снимката, или пак може режисерот да ти ја врати па да ја видиш повеќе пати ситуацијата или што и да е, што не мора да значи дека сме многу назад од тоа истото да се изведе и на стадион. Веројатно со новата 5G технологија, веројатно ќе можеме да го правиме тоа многу побрзо, репетициите да одат на видео бимовите, меѓутоа сега за сега е многу бавно тоа. Освен овие две предности, сите други ствари одат во прилог на присуството на стадион. Тука збориме само за како искуство како гледаш, да не збориме за другите фактори колку се помага на самата лига, на квалитетот на фудбалот општо така. И било што со поддршка нели на домашните. Субјективен став. Главната разлика што повеќе мене ми се допаѓа кај надпревар во живо следење е тоа што имаш допир со реалност на телевизија, тоа веќе е како шоу. Например, ќе дам пример. Гледав Сан Антонио кога беа шампиони во НБА 2014, гледав Кавај Ленард во живо. Кога гледам во живо и снимам со мобилен истовремено, кога гледам во живо, викам човек, ова не е реално што се случува. Како може така да скокне, така да забие? После 2 минути на тајмаут ја гледам снимката, обично онака за куцување. Обично, не може да е обично, пошто 99% од луѓето на планетата не може да го направат тоа. Со тоа што го гледаш преку телевизија, си навикнат стандардите да ги креваш на некое нереално ниво и очекуваме, не знам, Леброн Џеймс или Стеф Кари ако погоди тројки од 10 метри или Роналдо кога даде гол од 40 метри, тоа е нормално дека треба сите тоа да го прават. Отиди на стадион, се враќаш во реалноста или било каде. Да. Човечкиот факт, гледаш дека и тие се луѓе, тоа се случува многу онака даун търти е како друго е доживувањето. Тотално. Она што Хамба го почна преска во однос на тоа дека можеш повеќе да го видиш фудбалот на телевизија, јас би рекол да, но од една страна. Од онаа страна на дека нема да испуштиш важен момент на фудбалот. Меѓутоа, фудбалот е спорт каде што во ниту еден момент на телевизија не се прикажани 22 играчи во ист кадар. Што значи дека ти фудбалот не можеш да го доживееш целосно, особено кога се работи за позициона игра, карактер на играч, начин на кој што тој се однесува на теренот и слично. Ова е приказна што ја кажувам многу често, присуството на стадион колку ти ја менува перцепцијата за практично било што. Игра Шпанија и Македонија тука и видовме еден куп многу добри играчи на теренот. Мислам дека воопшто не може да се примети колку еден играч е силен, колку еден играч е брз, колку еден играч е паметен, доколку се гледа само на телевизија. Јас бев многу изненаден. Пример, ја гледав Манчестер Юнајтед против Реал Мадрид суперкупот на стадион, ја гледав Шпанија со Македонија на стадион, зборам како некои елитни фудбалери кои што сум ги видел пред мене. До пред таа некоја 2015-16 година не го ценев можеби премногу учинокот на Серхио Рамос во фудбалот. Од кога го видов на терен, сваќам зошто секој напаѓач се плаши да му припари, затоа што Лукаку се одбиваше од него како билјард топче од спунт. Значи буквално не можеше Лукаку со 120 кг не можеше да го измести. Кога ќе ја видиш техниката на Давид Силва реално на самиот терен и гледаш колку е таа различна од еден Дарко Тасевски, од еден слични фудбалери, си викаш да, ова е тоа. Не можам на телевизија да го почувствувам, бидејќи Дарко Тасевски ќе фати еден волеј и ми изгледа интересно на некој хајлајт. Да, мислам дека реалното фудбалско искуство, вистинското фудбалско искуство, можеш да го доживееш само со присуство на стадион, ама од еден куп причини предводени од она човековата желба да му биде удобно, да му биде убаво, преовладува гледањето на фудбал на телевизија. Секако. Ајде. Лотко има повик. Бидете така. Мислам дека генерално ги поминавме работите околу тоа што се
нели про стварите во однос на присуство на стадион или гледање фудбал на телевизија и против стварите. Ме интересира вака на кратко да ми кажете, па и за гледачите наши да знаат, дали имате омилен стадион и омилено искуство на стадион? Да, имам умилен стадион, ми е Олимпискиот у Берлин. Мислам дека имам посетено преку 20 стадиони низ Европа, преку 5 само во Германија. Олимпискиот стадион во Берлин е најдоброто нешто што сум го видел од секаков можен аспект. А најдобро искуство Вердер Дортмунд 0-2, 2-2 последната сезона на Пизаро, волеј која дава за предпоследно коло исто, губи Дортмунд титула. Мислам дека ништо не го менува тоа искуство, 40.000 да урлаат. Да. Мислам, имам видеа на Инстаграм ме зеза луѓе за тоа, ама нема врска. Тотално делириум. Тоа на телевизија не може да се доживее. Мене најјако искуство, тоа ми беше ставено во бакет лист, беше да гледам Ел Класико на Камп Ноу. И ти успеа. Да, во 2019. Ете зашто Хамба е боле од вас. 2019 Барселона Реал Мадрид 5-1. Тоа беше целокупното искуство од стасување на стадион, од претходно пиење, пивци со рандом луѓе, пошто малте не сам бев таму. Беше самото сум онака и на додека траеше утакмицата и после тоа целата атмосфера неописано 96.000 нешто имаше тогаш на таа утакмица. Тоа е тоа само што можам да го кажам. Имам едно клипче што си го чувам баш кога дава Суарес голот, кога лова четвртиот гол, мислам дека беше. Тоа го даеш на Антонио стаи тука? Да, и тоа ми е видеото што многу често знам да си го пуштам кога не ми е денот. Го гледам и така расположува. Те враќа уши. Умилен стадион Камп Ноу, така без. Па брат, сум бил на градски и на Камп Ноу, така да Камп Ноу. Камп знае. Камп знае, да. Камп Ноу. Морам да идам, брат. Да, Владко мора да оди. Мислам дека тука ќе завршиме некаде главната тема. Ти треба да кажеш омилен стадион, омилено искуство. Да, Владко мора да ишле перите го чека. Омилен стадион, јас сум локал патриот и знаете мојот одговор дека ќе биде градски. Омилено фудбалско искуство на стадион Вардар против ЦСКА Москва. Вардар пројде во моментот кога Вардар го дава вториот гол, моето знаме се развејува секаде вака по јужна трибина и на крај ми го враќаат. 10 минути покасно ми го враќаат и ми викаат мали твое беше знамено. Дишани Юнайтед. Тоа е тоа. Ние ја завршуваме оваа главна тема, односно муаветот на неделата. Ве оставаме на Јове кој што има едно многу специјално гостување. Бидете така. Добро вечер, добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е Владче од новинар од утренски брифинг последно. Утренски брифинг последно, да, и се уште. Добре дојде во емисијата. Фала на покана. Сепак тоа не е најважно дека тој е нели таму новинар, најважно е дека тој најава како што може да видите за еден клуб кој што е еден од најстарите клубови во Европа, Ливерпул. Не случајно е тука затоа што е многу актуелен и сакам и горам од желба да му го поставам првото прашање кое што сакам да ми го елаборира вака подолго. Мане или Салах? Поврзано со како навивач на Ливерпул, поврзано со сето тоа што се случи, нели, ама сепак вие бевте во фокусот на светскиот фудбал затоа што се случи да играат токму Сенегал и Египет во финалето. Низ кои емоции сакам да знам што се случуваше? Знаеш како, бев сигурен дека не сакам Египет досве. Бидејќи Египет игра многу досаден фудбал, тотално досаден фудбал и сега Салах и Египет е исто како Пандев и Македонија. Кога не играше Пандев, Македонија нели немаше на мапа. Кога не игра Салах, Египет. Добро, им се случи нов херој со голманот, нели, кој што да, меѓутоа сепак Салах е Сенегал. Јас дури сакав Сенегал со Камерун да ги видам во финале. Да, крајно романтични приказни ќе беа, меѓутоа Камерун мислам дека е втората репрезентација по освоени титули. Египет се 8, овие се 5, а Сенегал немаат ниту една. Нивниот тренер на два пати дошол да го види само трофеот, не да го, никогаш да го освои. Што се случуваше кај тебе? Сега ги гледам оние мемиња како Мане кога му кажува на Салах ова ти е за сите оние години кога не ми подаваше топка. Има таму една прича дека у суштина биле скарани во Ливерпул, што тоа се деси само на еден надпревар, по кој што
И ние како нели фанови бевме загнати да видиме што се дешава после овој сукоп, да речеме. Кога се случило тоа, не? Тоа беше на една утакмица, не ме фаќа за збор, може и играе против твоите, против Тотенхем, не ме фаќа за збор, меѓутоа Англиско, веројатно. Англиско беше каде што Салах имаше во два наврати, Мане му беше отворен за тотално за шут човече, не му подае топка и го извадија Мане кога седна на клупа се дереше ко луд. Рече дека било нормално нели во клуб, нормално те ако те нешто те кажам, инаку менеджмент клуб е добар за тоа. Па не, мислам дека Мане е далеку по па јас како да ме ги знам лично, ама ми делува како да е поскромен од Салах. Па и на Салах, на пример, интервјуто со Беки Андерсон за CNN, каде што има еден 20-30 минутен едиторијал. Му доаѓа Беки Андерсон, усред Ливерпул го снима и таму се гледа дека човекот исто е така скромен. Исто скромен човек. Тој е само алчен за голови. Па ја има таа фудбалска дрскост. А оваа тема која што е начина дичкиве во главната тема, дали би ги ставил во топ 5 во афричко било кога? Мане и Сала? Да. Сигурно ти влегуваат. Сигурно, да. Пред Јаја Туре, да речеме пред Ето, пред Дрогба, пред... Тоа е, Дрогба, Ето, Јаја Туре, Салах, Мане. Џорџ Веа, добро, да, Џорџ Веа малце навлегува во политика, некако го следам во последно време, се жали дека нешто него ценеле, Хакан Шукер влезе во политика, па еве во Америка вози такси. Нема многу да. Не. Јас кога зборуваме, сега те навратам на темата исто во главнава тема што го зборува најдобра утакмица во живо и најдобра утакмица на телевизија која што се ја гледа. Најдобра на телевизија финале 2005 Истанбул, Ливерпул, Милан, нормално 3-0, онака гледав со другари кај мене дома, нели? Во плач уште малку да бев. И коменувавме програм, реков, остој малце на ХРТ, на ХРТ ја гледаме, бам, Ливерпул гол, ја враќаме на МРТ1. Ајде врати ја пак на ХРТ, ја враќаме на ХРТ, гол 2, стој тука бе, тука ќе гледаме. Што не извади хрватска државјанство, Али тоа беше финале и пол. Финале, А да. во живо, за жал, не сум бил се уште на Енфилд, иако сигурен сум дека ќе одам таму. Не, за визите нас не зафркаваат, али тука, работнички Ливерпул. Врзано ти е за Ливерпул, значи. Да, мора. Ти си тој што викаше Првата Уа. товажа ми беше врзана со Ливерпул, you'll never walk alone. А јас бев тој кој што на телевизор викаше кога искача работнички, а кога испадна Ливерпул си пеев нормално. Ах бе Македонче. Ама знаеш ли што ја навивам за Вардар Неготино. Вардар Неготино е во трета лига. Трета лига. Ти си повеќе фан на тоа дека има таму топ 6 или топ 4, дека се моментално излегува дека се топ 2 екипи, останативе се борат за овакво. Топ 2. Челси не ги гледаш на тоа ниво? Челси беа на тоа ниво и уште почна на тоа ниво, има лош месец само. Топ 6 Англија. Сако веќе гледаме, јас сум изда да ја шириме таа листа. Топ 7. Со Киле зборувавме, Киле не направи нас сите дека не сме во право, дека никој не е во право, со која вика топ 6, топ 7, дека Сити сепак се класа над другите. Моментално. Никогаш не би им признал. Како Сити. Како Сити има. Тоа наскоро ќе биде ке треба да седнеме со дрес на Њукасл, човече, да рече има сега топ 3 и Њукасл е во нив. Алан Ширер е поимот за фудбал во кога е напаѓач во прашање. Њукасл ќе биде голем тим, само за 4-5 сезони. Нека одмора до тогаш, нека освои Ливерпул уште некој овако. Пред да преминеме, поздрав до мојата сопруга и многу те сакам, Деси. И Влачи, имаш ли ти нешто за да кажеш за крај? Да, поздрав до целото семејство на Јове, многу си се сакаат. Фала ти, Влачи, што беше. Сите фанови на Ливерпул, фала ти ме викна. Да, секој е добро. Дерби. Да, дерби. Гледаше Селтик Рейнџерс? Не ги гледав. Не гледав и некој други област. Не беше дерби, добро е што не се гледа. Имаме тука премиер лигашки фан, што значи дека одма се деградираат другите лиги. Добре да. Не, јас многу гледам тоа Селтик Рейнџерс. Се шалам. Само порано беше
Прошла сезона беше дерби, годинава не беше дерби. И како и јас се изненадив од целиот резултат 3-0 за овие. Добро, се појачуваат. Нема да ни замериш што ќе ти искористиме за дербито на викендот, така? Драго ми е. Имаше нешто вишок време, и ове заврши со третманот и еве. Еве драго. Драго ми е. Нема да зборуваме за тие, нема да зборуваме ни за овие на мојот дрес. окей. Си најдовме други два клуба за наводно да бидеме неутрални. Кај сме неутрални, кој? Челси и Арсенал ни е дербито на викендот. Мислам, дербито на викендот. За таа црвената страна е дерби, реално. За онаа плавата. Ме интересира за мислење. Ајде, дајте ми очекувања, дајте ми впечатоци од досегашната сезона. Челси Арсенал ќе биде утакмица, еве да речеме, кај што ќе има повеќе голови, јас би рекол 3+, 4+, нешто. Ќе има голови. Сега, кој ќе победи, повеќе се шансите на страната на Челси, но во последно време не се во некаква форма, кој знае каква, али знаеме дека Тухел во дерби утакмици знае да извади максимум неговиот тим. Така да не можам да кажам со сигурност, освен тоа дека ќе има голови. Ајде да видиме. Овој Артета на дерби у гости се брани доста. Така да може да биде многу досадна утакмица. Да, а Тухел секогаш игра на 1-0. А Тухел игра на резултат. Исклучиво 1-0. За него. Него 1-0 е за Тоа му е него премијата, ужива во 1-0 да те победи. Чао, пријатно публиката. Он те решил со автогол си дал. Тоа му е најмерачка победа. Сега, иако би сакал да има многу голови, таму заслужуваат и Лукаку да бапне гол, не знам, Лаказета бапне гол, Одегар да бапне гол, тоа да има, нели, те право дерби англиско, ама мислам дека ќе гледаме досадно утакмица. Добро. Јас мислам само дека Челси ќе си ја продолжи традицијата на победи на домашен терен против Арсенал и ќе победи. Тоа е тоа. Со 1-0. Со 1-0, да. Ако е за резултат реално, ако Челси победи, мислам дека со 1-0 ќе победи, бидејќи ниту гледам некаков потенцијал за да дадат втор гол. Еве веќе колку 2 месеци не можат да дадат втор гол, па сега ќе дадат со Арсенал. Кај Арсенал гледам малку повеќе офанзивен квалитет, меѓутоа некако не климави ми се во дербијата и мислам дека ќе го изгубат и ова. Дома ги играат добро. Дербијата дома ги играат добро. Ама резултати не вадат. Тоа е малку. Што со Сити ги уништија. Судиски. Нема веќе. Како беше резултатот, Да. пак беше пораз. Значи, да сумираме, сметаме дека Да ќе има... сумираме, ние се надеваме дека ние ќе бидеме грешка, а дека ти ќе бидеш во право. Да, за да гледаме боле Да, утакмица. Да, легитимно мислам со право го кажавте се до тоа, баш е се факти. Може би јас го кажав тоа од аспект на гледач пред малите Да, екрани, нели? тотално. Али да, поголеми се wishful шансите thinking. да излезе оно што вие го предвидовте, пошто да, Тухел Не бе, дај Боже да грешиме пак. Ќе видиме. Тоа не значи дека вас ве оставаме без задача. Следете ги нашите социјални мрежи, укуцајте скратен корнер секаде таму на Twitter, Facebook, Instagram, не знам, ќе отвориме нешто ново. И овие работи на LinkedIn профилот ќе го јачаме многу јако, потврдува дека работи, тоа е многу добро. Влаче го нема на другите социјални мрежи, пошто снима сега на TikTok спрема видеа, така. Да, значи многу сме вработени секаде во сите социјални мрежи. Чекајте го викендов прашањето, поврзано со дербито на викендот, нешто околу Челси и Арсенал, спремаме за вас, ќе има и награди, затоа бидете будни. Да, Ете, имаме и медиумско овакво присуство. сигурно. Тоа многу сигурно, да, ми се допаѓа ова дури. Нема како да немате. Фала ви за оваа забавна епизода. Имате ли нешто да порачате, каде можат да те најдат лаче на интернет? На Инстаграм и на Фейсбук. Инстаграм и на Да, Фейсбук. многу лесно, со кирилица букви Владко Чаловски. Тоа е тоа. Добро, Хамба, јас и ти остануваме расположени до следна епизода, така? Ќе останеме, да продолжиме со пиво и... Таман си е. Вие бидете добри, гледајте и во следна епизода, споделувајте, лајкајте, subscribe стиснете и си Бидете активни, дечки, ајде малце. Чак. Поздрав. Гледајте скратен корнер.